Со цел да направат увид во динамиката на работите околу рехабилитацијата на 10-километарската делница од патот Пониква-Кочани, денес објектот го посетија министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов и градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев. Задоволен од виденото, министерот Сугаревски изјави: Пред неколку месеци заедно со директорот на јавното претпријатие за државни патишта бевме во посета на општина Кочани и градоначалникот и тогаш ветивме дека во Кочани ќе следуваат сериозни крупни инвестиции во делот на патната инфраструктура. Денеска сме тука и она што ветивме почнува да се реализира или делвеќе се реализира, а тоа е реконструкцијата на патот Кочани Пониква, 10 километри реконструкција која што е некаде 1,6 милиони евра. Сакам да кажам дека она што ние во тој дел сме го ветиле и во наредниот период од неколку месеци ќе биде и реализиран. Тука сме на Пониква, едно од најатрактивните туристички зимски центри во Источна Македонија. Покрај она што ќе значи, се разбира, реконструкција на овој пат, се работи сериозно на развој на туризмот. Нашите очекувања се дека во неколку месеци овој патен правец ќе биде целосно реконструиран, односно саниран, така да сите оние граѓани кои што ја посетуваат Пониква и во делот на со хотелско сместување, во делот се разбира на нивните викендици, ќе можат по безбеден пат тоа да го прават. Директорот Китанов истакна дека се работи на повеќе патишта, при што годинава главно на санација на постоечките, а веќе наредната година акцент ќе се даде на изградба на нови. Патот кој што е на барање на општината и на луѓето кои што гравитираат во овој регион, а изграден пред некои си 35-40 години, заборавен од времето, ние во најбрз можен рок го тендериравме, отпочната е изградбата, рехабилитацијата на целиот пат во должина од 10 километри, ширина 6 метри и истиот треба согласно временските услови колку што дозволува така да може да биде завршен. Но ова не е единствено нешто. Од понеделник почнува другиот пат тркање пишица кој што се офаќа исто така во општина Кочани и да не го повторувам експресниот пат кој што се гради од Штип према Кочани, а во меѓувреме се завршува еластичната ограда, се друго е рехабилитирано на патот од Кочани, Македонска Каменица до Делчево. Градоначалникот Илиев го потенцираше значењето на овој патен правец за развојот на туризмот на Осоговските планини и најави реализација на повеќе активности за поквалитетна организација на зимската туристичка сезона. Дозволете ми најнапред да искажам мојата огромна благодарност до владата на Република Македонија, до Министерството за транспорт и врски, министерот господинот Сугаревски, како и на Агенцијата за државни патишта и директорот Зоран Китанов, кој што има разбирање и го слушна нашиот апел и повик за реконструкција за еден од најважните патишта кои не поврзуваат со туристичкиот центар Пониква. Навистина, овој пат е изграден пред точно 40 години. Се сеќавам, колку што сум информиран, за патот беше пуштен и од 1978 година за 29 ноември, што значи дека рамно 40 години вака оставен на заборавот. Навистина ова е еден прав чекор за развојот на Пониква и на Осоговието. Навистина безпристапен пат ова не може да биде можно и дека ова возможува да Пониква и Осоговието продолжат да се развиваат во правец кој што ние го веќе одамна имаме замислено и зацртано во нашите долгорочни планови. Општината посакува за престојниот зимски период заедно со општина Пробиштип да ги стави во функција 5 топан за вештачки снег, да ја огради ски патеката број 1, да постави тампони, да го прошири паркингот на широчината кај аеродромот, како и да уреди низа мали, но важни сегменти кои би биле во функција туристите да се чувствуваат удобно и сигурно кога престојуваат и рекреираат во центарот на Пониква.